Мајко, знам дека ти додавам. Знам колку пати си му зборувала, ама те молам пак да му зборуваш. Те молам да му кажеш. А кога не ме слуша? Кога не дава ни да го доречам тоа што сум почнала да го кажам. Знам, Мури, мајко, знам, ама вака веќе не може. По цел ден да се седело вмејана со другарите, по цел ден па и цела ноќ. Јас сум виновна за се, јас те зедов на душа, јас го натерав, оди бараја, оди неа земја, домакинско чедо, домакинска куќа, си велев, ако јас и татко му не умеевме да му го дотераме умот, си велев, ке се засраме од тебе, од мајка ти, од татко ти, дека... Ајде. Дека ќе се прибере, си мисле. Ајде, тоа што се сторило. Туку сега, ако можеме да го изведеме на прав пат, арно ќе биде. Еве го. Сигурно е дотеран и тргнат во вмејана. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Седни, бе? Ќе седнам, бе, ќе седнам. Седнам. Кафе некоја ќе ми свари да се избистрам? Со кафето лесна работа, синко. Со тебе тешка. Ајде, пак почна. После се чудиш зошто дома не седам. Зошто вмејана цело време седам. А зошто да седам тука? Да те слушам како зборуваш, како празна воденица? А да поработиш малку, синко, не бива? А? Еве, не сакаш да ме слушаш како мелам, како празна воденица, па затоа оди и работи. Оди сработи нешто, спечали нешто, како сите луѓе домакини што се... Спечали нешто, синко. Нека печали тој што нема. Мене татко, Бог да го прости, ми остави доволно. За тројца ми остави. Ти остави. Вистина ти остави. Лесна нека му е земјата. Ама и тоа грне не е без дно, да ти кажам, синко. А нашево грне се чини дека е со дупнато дно и дека полека ке снема од тие пари. Тогаш да те видам, синко мајчин, што ке преш. Тогаш да те видам ти и твоите другари што сега ги гоштеваш. Со што ке се гоштевате? И дали тие ке те гоштеваат, ти ке те појат, ти ке те хранат, тогаш кога ти ке немаш, тогаш да ти ги видам другарите, тогаш, синко. Доста беше. Мисли ти што ќе кажеш, јас вечер ќе дојдам, па ќе те слушам. Кафето? Кафето? Многу ви благодарам на кафето. Го испив. Само некако горчливо се погоди. Вечер кога ќе дојдам, благо нека биде, оти не го пијам. Мејанџи! Мејанџи! Што е? Мејанџи, оти вака ми правиш. Оти ме лутиш кога знаеш дека празни чаши на маса не сакам да гледам. Оти ме лутиш. Оти ти ме лутиш, бре. Јас сакам мејаната да ми е цел ден полна, ама не сакам само тебе да те гледам. Ќе ти врзам на заушката ушите. Море Арно што си умре татко ти да не ти ги гледа овие резили. Што е? Ајде, ти не лути се одмачичко, Јордане. Оти вака ми правиш. Оти ми клаваш бигор на душава. Оти со татко ти сме од малечки заедно. Другари, бе, цел живот тука поминавме. Ама со усул, убаво, се со Арно. Добро. Ајде сега не лути се, туку ајде уште една за душа на татко. Слушај, јас ќе ти дам и по две, ама едно сакам да те научам, бре. За да можеш да трошиш, треба прво да печалиш. Разбра или не разбра сега? Ај сега ќе донесам. Абе овој ти испокара. Оти му даваш вака да ти зборува? Не, оти беа другари со татко ми, да затоа. А каде е Данко денеска? Ќе му се налутам. Оти да изутрирава в град. Имал нешто за продавање, така ми рече. И не знам што уште. Така, требал нешто да прода. Чекај малку,
Сега се сетив. Ти вчера каде беше? Еми, вчера морав да одам на лезе. Беше веќе крајно време за филизење. Ако не го направев тоа вчера, нека имаше што да роди веќе. Морав. И јас да ти кажам, уште денеска да ти кажам дека утре и јас нема да бидам тука. Абе, наглава ми се качија и жена ми и мајка ми, демек не сум бил домаќин, та не ти знам што, горната нива ми останала неизорана. И што ли не? Ај уште, и што ли не, да не ти кажувам. Туку... Ја. А јас? Јас како можам? Ами јас? Да стави ти. Што ти пак? И мене татко ми да ми оставише како на тебе, и јас немаше одовде да се мрднам никогаш. Чичко Јордане! Чичко Јордане, да не заспа! Ајде побргу! Еве, на, пијте колку сакате. Кога татко ти не можеше да те научи, а и мајка ти не може да те научи, та јас ни ќе те научам. Ајде, отидов. Чекај, каде ќе одиш? Абе, имам една работа да завршам. Ке се вратам подоцна, чекајте ме. А? Секогаш бака ми правите. Ајде, пак ти седи, ако сакаш па и оди си, што? Па не се, шо, кај ќе одам? Ајде ние да се напиеме, а и песна може да си викнеме. Што ме за песна работата останува? Ајде, здрави. Чифте, чифте, пајтолари, еде дърсана. Чифте, чифте, пајтолари, еде дърсана. Еде дърсана. Аман, еде дърсана. Шише, шише, коња глари, еде дърсана. Шише, шише, коња глари. Чекайте. Ајде сега кажи, оти преѓе ништо не те слушнав. Ме прати жена ти да ти кажам дека мајка ти ич не ја бивала. Како не ја бивало? Така? Не ја бивало. Жени. Абе, Господ ги создал жените само за кефови расипување. Така е, братче. Точно. Оди кажи им дека бргу ќе дојдат. Ама жена ти рече одма додиш. Ама ти сега жена ми ќе ја слушаш или ќе ме слушаш јас што ти зборувам? Ама ти сега мене ќе ме слушаш. Ајде, станувај нога пред нога ветраш да се одиш дома. Станувај, зашто кој ќе ти свирнам, некоја заушка ушите до дома ќе ти свира. Станувај, бре! Бе, Чичко Јордане, до тука ја дотеравме? Ти ја дотера до тука. Татко ти го отера в гроб. Сега сакаш и мајка ти ли да ја отераш в гроб. Станувај, бре, оти од кило месо те знам кој ќе те подберам на коци. Добро. Што ме така работата, ќе одам. Ќе одам. А вие тука да ме чекате. Да не се растурате, оти бргу ќе дојде. Не се растураме, како растурање? Будари сме да ја растуриме оваа убавина. Нема да ја растурите и нема да се растурите кога тој плаќа. Што сакаш ти, бе? Тебе платено ти е, платено му е. Платено му е. Платено му е. Платено му е. Платено. Се си имам платено. Хајде, чифте, пајтолари. Ами уште го нема овој. Вистина ќе да е болна мајка ми. Чекај вака. Ние да се напиеме уште по една и да чекаме. А? Така? Па не ли рече да не се растураме и да го чекаме, така? Тука. Така. Јас не станувам одовде додека не паднам од столот, па тоа ти е. Па баш тогаш нема да можеш да станеш. А, А? која да ја запееме? Чекај, Баткандо нема да дое. оти бе?
Мајка му умрела. Шо рече, бе? И Девичко и Јордане те викаат. Ајде, оди ја се биде. Ете, Бог душа да ја прости. Па тогаш, ајде да се растураме. Нека е лека земјата. Што да правим? Ке се растурате, ама прво да платите. Кој Ова да што го плати? испите. Чекај ме, Анđe. Кој да плати, бе? Андон не викна овде. Така е, Андон честеше. така е. Андон нека плати. Андон нека плати. Андон нека плати. Знам, бе, Копуци. Знам дека Андон ќе плати. Знаев. Само сакав да ве видам колку ви тежи умот. Колку сте луѓе. Тоа сакав да знам. Пак старата песна ја пееш. Добро, нели те научи ништо смртта на мајка? Нели ти е жал што си отида жената пред време? Ти снаси или ќерка? Оти толку ти меле воденицата? Ми меле да ми меле. Оти куќава е празна. Нема ништо во неа, а јас со чорбаџиска керка ќе треба во измекјарки да одам. Тоа е машка работа, тоа мене остави ми го. Па тебе и ти оставено, само што сега го нема. Не знаеш каде е. Гледаш ли колку време те оставив да зборуваш и не излегов? Ај после кажи дека сум лош. Шо вака сам? Каде ти се другарите? Имаат некоја работа, ќе дојдат. Во последно време нешто многу вредни, многу работни стана. А кога имаше, се вез ден тука беа. Добро, на вересија не ми даваш? Не ти дава. Ти давав. Што ти давав, сега повеќе не можем да ти дадам. Сакаш да ти ја донесам книгата за вересија и да видиш колку вересија имаш? Нема место кај да пишувам веќе. Да знам, не ја носи, знам. Ама ќе ти платам, Од ќе ти што, платам. бре, дете? Од што ќе ми платиш, бре? Што работиш? Што си спечалил, бе? Вез ден си тука, седиш, пиеш, мезиш, од што ќе ми платиш? За тоа не даваат пари, за тоа само земаат. Така? Така. Добро. Да не сакаш утре да ми платиш. Па ќе ти платам, да? Може така, ќе ти Се вез платам. ден тој муабет ми го правиш. Не може. Прво ќе ми платиш, а јас утре ќе ти дам. Добро. Добро што ме така. Веднаш ќе се вратам. Аха. О, Андоне, здраво, Арен. Абе, не сум те видел откако ја закопавме мајка ти.
Шо вака, за кај мене си или така си поминуваш? Тебе те барам, Чичко Денко, Мене? тебе. Тебе. И зошто? Вака е работа. На голема мака сум, па си реков кај кого ќе дојдам, ако не кај тебе. Знам дека со татко ми си имавте, нати го, дај ми го, Да. дека големи пријатели бевте. Вака, ми требаат пари назаем. Па си велам, кај ќе дојдам ако не кај тебе? Бе, Антонче, бе, голем си пораснал. Слушай, арно велиш, вистина е се. Ама, види, татко ти беше друг човек, а ти си друг. Има голема разлика помеѓу вас двајцата. Па, затоа некако не ми иди на ум баш да ти дадам. Ама ќе ти ги вратам. Абе, види сега, ова село наше е мало. Малку луѓе сме, двајца без тројца што се вели и се знае. И јас знам оти ти нема да ми вратиш парите. И знам зошто ти требат и баш затоа не сакам да ти дадам. Чекај малку. Ајде. Не ли ти од татко ми секогаш земаше назаем? Земав. Никогаш не те вратил назад. Точно, се сеќаваш, ама се сеќаваш ли оти кој ќе речев на тој и тој ден ќе ги вратам парите, точно на тој ден ги враќам. Така, тоа не одрекувам. Ама и јас ќе ги... Абе, не ти верувам. И не сакам да ти дадам. И немој да се срамиш сега да велиш те ова, те она, Чичко Денко ваму таму. Не. Пари, ебе, не ти дам. Добро. Ако е така, да си одам. Ајде со здраве. Ајде со здраве. Не му иди умот и не. А некој мора да го научи на тоа. Вујко! Вујко! Овојче! Тука сум, плевна, кој вика? Таму си. Јас сум, внук ти. Кој? Внук ти. О! Како си бе, внучко? Завршио. Шо вака бе, кај мене? А толку пати те молев да дојдеш на визита, се нешо време си немал. Ти беше жал меаната да не оставиш. Ајде, бе. Ајде, не се шегуве сега, туку помагај ако можеш. А шо? Голема мака има. А мака имаш? Ајде, чуем, седи, Шо мака имаш, бе, внучко? Пари назаем ми требаат. Ако имаш, дај ми, па ќе ти вратам. Кај ти се другарите, бе, внучко? Толку другари имаше, полна меана, Кај ти се сега да ти ги плата долговите кај Јордана? Заедно ги правевте. Со песна ги правевте, што се вели. Кај ти се сега другарите, Имаат некоја работа за фатиле, немаат пари сега, па кога ќе имаат, ќе ми дадат. Така. Да. Види сега, внучко, што ги ти кажам јас. Нека ми прости, сестра ми, лесна нека е црната земја, ама не ти давам. Не ти давам, па ако сака целиот грев на душа да ми падне. Ај са, оди ми со здравје. Не ми се верува дека ова го слушам од тебе. Нели? Па види се, внучко. Што ќе ми ти кажи тебе, вујче се? Мајка ти на смртна постела завет ми кладе, кога ќе дојдеш да бараш нешто од мене, да не ти дам ништо. Разбираш ли? И како сега ти дам? Та знаеше дека на вакво дереже ќе паднеш. Се нешто ќе измислиш, само пари да не дадеш. Па сега. Не даваш? Не дам, бе, внучко. Добро. Ич не ми е жал што не му дадов. А секој ден со мајка му велевме да не прави така. Внучко.
Која е најдебелата? Мајка ми рече, кога ќе се бесиш, да се обесиш на најдебелата. Па ај, еднаш во животот да ја послушам. Шо преш бре мажу овде? Оти си се спружил вака? Решив барем еднаш во животот мајка да ја послушам и гледај со што ми враќа. Во гредата пари имал. Пари. Знам што сакала мајка да ми каже. Жено, слушај сега вака. Овие пари ти ќе ги земеш. И од нив нема да ми даваш за ништо. Со овие пари долгот ќе си го вратам и дуќенот од татко ќе го отворам.